Централен дневник на 1 ТВ во 20 часот следуваат настаните на денот. Еден ТВ со ексклузивни детали од сообраќајната несреќа кај Лесковац, гостин во дневникот, министерот за здравство Венко Филипче. Повредените со потресни сведоштва пред камерата на 1 ТВ, како се случила сообраќајната несреќа. Собственикот на Евробус вели дека пред автобусот излетал автомобил. Заев и Ципрас ќе бидат предложени за Нобеловата награда за мир. Утре ден на жалост во Охрид за смртта на градоначалникот Јован Стојановски. Циклонот Невен носи интензивни врнежи од снег во Македонија. Екипата на 1 ТВ целиот ден го мина во Лесковац, каде се случи сообраќајната несреќа, во која животот го загубија тројца македонски државјани, а 32 се повредени. Од нив во болницата во Лесковац префрлени се 28, а во Ниш 4. Од Лесковац повторно во живо ја вклучуваме колешката Весна Велкова Тодоровска со најновите информации за сообраќајната несреќа. Весна, повели. Да, Антонио, екипата на 1 ТВ и понатамо е во Лесковац, каде во близина на овој град се случи тешка сообраќајна несреќа, во која 3 лица, патници на Евробус, го загубија својот живот. 6 мина во Нишката болница се борат за својот живот. Гости во овој дневник на 1 ТВ се министерот за здравство Венко Филипче и директорот на Лесковачката болница Димитар Димитриевиќ. Добро вечер, министре. Добро вечер. Вие дојдовте во посета на повредените. Какви информации добивте од директорот на болница? Само што заврши состанокот со директорот, на кој што тој детално информираше за состојбата на сите пациенти кои што се овде згрижени. Тука се сместени во овој момент 8 пациенти. За среќа, никој од нив не е во животна опасност, сите се задржани на обсервација и ќе бидат задржани се до моментот додека не бидат спремни за транспорт назад во Скопје. Има уште 6 пациенти кои што се нешто посериозно повредени и кои што се префрлени во Нишката болница. Ние откога ќе ги посетиме и овие пациенти, откога ќе поразговараме со нив да видиме дали има нешто дополнително потребно, ќе се упатиме и кон Нишката болница за да направиме состанок и со директорот на клиничкиот центар во Ниш, да разговараме за состојбата и да ги посетиме тие пациенти. Сакам да им се заблагодарам и на директорот на болницата во Лесковац и на градоначалникот, кои што навистина изреагирале многу професионално у текот на вчерашната вечер во навистина тешки услови во снег и во кал надвор патот, пружале прва помош на сите наши пациенти. За жал, на некој од нив било констатирано смрт веќе на лице место. Околу 14 луѓе се сега сместени во хотел и тие се спремни за транспорт назад во нашата земја. Што понатаму, какви информации добивте од директорот со оглед на тоа дека уште колку денови ќе им треба на пациентите да останат во болницата? Во Лесковачката болница 8 пациенти кои што се тука сместени ќе треба да останат уште неколку дена. Веројатно уште 2 до 3 дена 6 од тие 8 пациенти, а за 20 пациенти кои што се нешто потешко повредени е потребна подолга обсервација, веројатно не подолго од една недела. Дали разговаравте со нашите власти, со српските полициски служби? Како дошло до оваа несреќа? Не, ние разговаравме за состојбата на пациентите и тоа што треба ни да им се пружа во смисла на здравствена услуга, здравствена заштита и евентуално интервенција. Ви благодарам на разговорот. Овде со мене во овие вести е и директорот на клиниката во Лесковац, Nebojša Dimitrijević. Директоре, разговаравме ние во вестите во 16 часот и слушнавме за состојбата на пациентите. Какви се последните информации за овие пациенти? Па последни информации е оно што најбитни да се ван животни опасности и да семејно пациент кој е на обсервации, ако се стане кој njega погорша, може да биде оперисан. На основу разговора со лекаром, тренутно е стане стабилно и прати се едноставно. Значи, ту су наши лекари, има 2 хирурга кои прате свето,
имamo и ортопед да не се изложи со пред njega и патимо до ситуацiju. Тој оној пациент кој има проаѓану слезина, што сам рекол данас, и још увек нисмо интервенисали. Ако нема потреба, ако крварење стане, мислим да неќе биде оперисан. И ако се буде вако како треба, со господин министр се договорили да веќе сутра или пресутра неки пациенти пребацимо до болница у Скопју, а неки ќе Бога ми издржати мало, можда 5 до 7 дана, док не буду попуно способни за транспорт до Скопје. За да ги запозиме законските норми, директорот на клиниката рече дека уште неколку пациенти се во неговата болница и дека тие се во подобра здравствена состојба и доколку се биде во ред, веќе утре или заутре тие ќе бидат пуштени. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам, министре. Антонио, за сега толку одовде од Лесковачката болница, доколку имаш прашање, повели. Немам дополнителни прашања, Весна, ти благодарам и за овој извештај, како и за минатите неколку во текот на овој ден со што ги запозна граѓаните, односно гледачите на 1 ТВ за деталите околу сообраќајната несреќа во Лесковац. Уште еднаш ти благодарам и за ова вклучување. Ние продолжуваме понатаму. Весна, пред да се вклучи во ова линковско јавување, испрати неколку изјави кои што успеа да ги сними од лицата кои што биле повредени, односно патници во автобусот. Ги имаме подготвено, предлагам да ги видиме. Човекот ту што беше ме извади од повредена на рака, ребра, овде шиено, главата шиена, кичмава у груди, болки има многу, ребрата искршен, напукнати. После од десна страна појде на лево, значи почна автобусов доди обратно, преднава налево, заднава надесна. И кога дојде тоа, само еден момент се случи да се преврти, да излета едноставно. Што можеме ние што бевме при свест тука, што можеме нешто помогнавме, додека мислам бевме ние топли, не осеќавме толку болката. После 2-3 минути ние имаме болка, нормално. Значи дојде после брза помош, па тие помага, имаше и под автобусов луѓе чак. Значи потиснати беа луѓе што бара вистина помош. Во кома, како шокирана. Наместо мислам дека ја носам чантава, нешто носев, ама не знам ни што носе. И кога дојдев на болница, ме видеа вака во носот крв бе во лицево, значи овака ми е повредено и главата сета ми е како џумки, то нормално, значи од ударите. А доста луѓе имаше потиснато. Многу луѓе имаше потиснато под столици, под автобузо, надворешно, натрежно. Она беше страшно нешто. Станаме, помогнаме таму што на деца што требаше, тие маличките помогнаме, по-старите таму ги помогнаме толку само. Тоа ништо не, апсолутно ништо не се сеќава. А деца имаше малички деца? Имаше едно бебе, едно 9 години и едно 14 или 15 тука. Тие се добри? Па добри се. А во вонредните вести кои ги емитувавме во 18 часот и 30 минути, Весна разговараше со генералниот секретар на владата на Република Македонија Драги Рашковски. Имаме и од него подготвена кратка изјава во која што вели дека ги посети луѓето кои што беа во автобусот, односно во хотелот каде што беа сместени. Со цел да не ја реметерме истрагата, бидејќи Министерството за внатрешни работи на Србија утре ќе излезе со официјално соопштение, сметам дека е подобро да излезе први официјалното соопштение, иако тие имаат своја верзија за тоа како се случило. Она што е најпотребно се први да им се пружи првата заштита, здравствена заштита, која што локалните власти овдека, локалната болница има пружено на високо ниво. Оние кои што се потешко повредени заради сериозноста се префрлени во Ниш. Оние кои што немаат некои сериозни повреди се сместени во овој хотел, пружена им е хигиена, оброци и сите потребни
нешта кои што им се за да се вратат во нормалниот живот и веќе се организира нивен превоз, зависно од тоа некои пројавија желба да го продолжат патот до Виена, некои ќе се вратат во Република Македонија назад. А се јави и собственикот на компанијата Евробус од Струга, за која на релацијата Битола-Виена сообраќал автобусот кој ноќеска во 1:45 минути се преврте. Вели дека возилото било технички исправно. Джитони Штрефи објасни дека се уште нема информации што точно се случило, но од разговорот со возачот бил информиран дека во критичните моменти се појавило патничко возило поради кое се случило несреќата. Немам точни информации што точно се случило, бидејќи не знам ништо, одговори тој. Колку што вие знаете, толку знам и јас. Се слушнав со возачот кој ми кажа дека коловозот бил лизгав. Некој автомобил одненадеж се појавил однапред и тој изгубил контрола, само толку ми кажа. Во контакт сме постојано со луѓето во Србија. Испративме друг автобус да ги преземе патниците, изјави Штрефи. Добитничката на Нобеловата награда за мир Уидет Башуај од Тунис официјално ќе поднесе номинација за Нобеловата награда за мир за оваа година да им биде доделена на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас. За оваа иницијатива стојат поранешниот амбасадор Нано Ружин, новинарот Бранко Тришковски и европратеникот Стелиос Колуоглу. We're going to announce the candidature of Mr. Zaev and Mr. Tsipras for the Nobel Prize, Peace Nobel Prize for the year to come. Mrs. Basamaoui, she was the winner for the Peace Prize 2015. She's going to announce, and I will be with her. Who is behind this initiative? All the people of the world, they want peace and stability in the Balkans. This is her own initiative, but I can assure you that all people in Europe, they see the Prespas Agreement as the best, as the only good news coming from the whole Europe now. I guess some of the main opposition leaders in both countries are going to have some comments on it, which are going to be maybe counterproductive for both Zaev and Tsipras. What do you expect out of this initiative? I'm expecting the Peace Nobel Prize, but about the leaders of the opposition and the nationalists, you know, they will be again in a very difficult position to explain. Again, why? Now they are already in a difficult position because both their parties in Europe, they are for the agreement. They are enthusiastically support the agreement. This is the case for Mr. Zaev's Social Democrats, but also for the Conservatives, for the Popular Party where New Democracy belongs. You know, now there will be again. They have to justify how it comes, and everybody in Europe finds the agreement excellent, and they say your opposition and our opposition in Greece are saying that this is a bad agreement. And they are saying they are Europeans. If they are Europeans, how it comes that all Europe is for the agreement and they themselves are against? Опозицијата денеска одржа протестен марш во Велес. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на поранешните соработници и сопартици, односно пратениците што гласаа за уставните амандмани, им порача дека сите кои сега соработуваат со СДСМ ќе ги испрател на темната страна на историјата. Сакам неколку збора и за оние кои што застанаа рамо до рамо со вас, кои што скокаа по медиумите блиски до власта, декидрираа од плукање врз мене и врз ВМРО ДПМН. Да им порачам и на нив, но и на вас од СДСМ. Нека ви ја ирлија новата коалиција со тие луѓе. Нема да се нафајдите и нема да се изнарадувате многу. Ке видите што ќе ви се случи и на вас. Ке рече да сум ја кажел алтернативата. Да сум го кажал мојот став за договорот, за капитулантскиот договор. Па колку пати треба да го повториме?
Што треба да направиме за да ти стане јасно кој е нашиот став. Но еве алтернативата, ти ја кажувам од овде, од градот на гемиџиите, кои што крв пролеале за Македонија. Ова ти ја кажувам. Алтернативата е кога ти ќе си заминеш. Тоа е алтернативата. Од владеачката СДСМ пак одговорија дека Мицкоски нема став за клучните прашања за државата и го брани криминалот на Груевски. Овој народ, граѓаните на Македонија, немаат кратко помнење. Не можат да ги заборават црните 11 години, кои тој, неговиот ментор Никола Груевски и ВМРО ДПМН и ги нанесоа на земјава, пишуваат СДСМ во соопштението, и го критикуваат Мицкоски дека добил бизнис со хидроцентрали и земјиште, токму кога му бил советник на Груевски како прв човек на кадровската комисија на ВМРО ДПМН. Го сметаат за директен соучесник на сите црнила. По повод ненадејната смрт на градоначалникот на Охрид Јован Стојановски, Советот на општината денеска одржа вонредна седница. Како што информираат општинските власти, седницата започнала со едноминутно молчење, а советниците донеле одлука утрешниот ден во Охрид да биде ден на жалост. Сите културни, спортски, забавни и други манифестации, закажани за 17 декември, се откажуваат, беше соопштено на вонредната седница. Утре со почеток во 10 часот во големата сала на општинската зграда ќе се одржи и комеморативна седница, а посмртните останки на градоначалникот Стојановски ќе бидат изложени од 12 до 14 часот во капелата на градските гробишта. Се зголемува бројот на жртви по протестите на жолтите елеци во Париз. Следуваат вестите од светот по избор на колешката Ивана Салтировска. Во Брисел демонстранти протестираа против усвојувањето на глобалниот договор на Обединетите нации за мигрантите. Пред седиштето на Европската унија, полицијата употреби солзавец и водни топови за да ги растера. Локалните власти првично го забранија протестот во страв од насилство, но Врховниот суд на Белгија ја повеќе забраната, повикувајќи се на правото на граѓаните на мирен протест. Некои демонстранти станале насилни откако од нив било побарано да се разотидат. За договорот на Обединетите нации за мигрантите, кој на 10 декември во Маракеш го потпишаа повеќе од 160 земји. Подржувачите велат дека гарантира сигурно и хумано движење на луѓето ширум светот и наводно ќе им помогне на националните економии да ја подмладат работната сила. Противниците на миграцијата тврдат дека договорот ќе го доведе во прашање националниот суверенитет и идентитет и дека ќе се наруши безбедноста на граѓаните. Жолтите елеци го продолжија протестот ширум Франција со блокади на кружните текови и покрај повикот на министерот за внатрешни Кастане да се тргнат од таму. Медиумите анализираат дека протестите продолжуваат, иако движењето за економска правда го губи интензитетот. На петиот викенд протести настрадаа 8 луѓе во несреќи предизвикани од блокадите на сообраќајот. Демонстрантите вчера протестираа во Париз и другите градови, но во помал број отколку претходните викенди и со помали судири, при кои полицијата употреби солзавец. Во меѓувреме паѓа популарноста на председателот Макрон за 2% за само еден месец и сега задоволни од него се само 23% од испитаните, а бројот на незадоволните од 73 се искачи на 76%. Исто така паѓа и рейтингот на премиерот Филип. Председателот на САД Трамп му рекол на турскиот колега Ердоган дека размислува за екстрадиција на опозицијскиот исламски проповедник Фетулах Гюлен. Министерот за надворешни на Турција Чавушоглу соопшти дека ова му го рекол на средбата на Г20 во Буенос Ајрес, но Анкара уште чека на конкретни чекори. Турските власти ги обвинуваат Гюлен и неговата организација ФЕТО за вмешаност во обидот за државен удар во јули 2016 година. Проповедникот кој е во екзил во САД демантираше и го осуди пучот. Украинската војска префрли повеќе од 60 тенкови, борбени возила и пешадинци во Донбас. Таа се јавува повикувајќи се на локални проруски медиуми дека портпаролот на Министерството за одбрана на самопрогласената Донецка народна република изјавил дека украинската војска носи засилување на демаркацијската линија со ДНР во изминатите 2 дена. На аеродромот во Бердјанск се пратени и 4 авиони Су-25, кои може да се искористат во воздушна поддршка при масовен воздушен напад. Од почетокот на судирите во Донбас во април 2014 беа прогласени на 20 прекини на огнот, од кои последниот на 29 август, но досега не беше постигнато долготрајно примирие.
На крајот на овој дневник и временската прогноза. Во текот на денов врнежите постепено се поместуваа кон исток и на повеќе места поминуваа во снег, со што снежната покривка понекаде се формира и на пониските места. Во вечерните часови облачноста краткотрајно се намали, па токму ова ќе услови значително опаѓање на температурите и утре наутро, кои ќе се спуштат во интервалот од -7 до 2 степени, додека на планинските места ќе се спуштат и под 10 степени. Веќе во текот на утрешниот ден циклонот Невен ќе услови ново зголемување на облачноста и најпрви на запад ќе има врнежи кои ќе бидат претежно од снег, иако накратко на некои од пониските места можно е да бидат од дожд и снег. Ова е последната содржина во Централниот дневник. Следното информативно издание е за 2 часа. До тогаш информирајте се на 1tv.mk. Пријатно!